Не сме ние ни за да нема закони, никога има закони. Нема таква работа што нема да ја укакаме. Нема такво нешто што нема буквално да го свати. Вакви буквалисти, кога ќе се удружи буквалист и немање социјална или сообраќајна култура уедно, пак ќе добиете хаос. Па уште 150 закони да се смислат. Значи, ако ви е дозволено да возите 50 на саат, градска, не значи дека треба да возите 20 на саат. И да кочите сообраќај. И оној што тргнал са бајле, да иде на работа, да стигне за време ручек на работа. А дома да стигне, кој ќе му ја сервира дома вечерата. Значи не може така. Значи сообраќајната култура подразбира да мислиш и на тој позади, дека и тој треба да го помине семафорот, и тој треба да стигне негде. Не си само сообраќај. 3 коли чекаме човече на раскрсница, зелено за вртење улево. Овој првиот, мислам дека 25 минути вртеше. Ја као тропам, еве, ај 4 или 5 бев. Нормално не стигам да го поминам семафорот. Зелено за лево вртење. Наследниот семафор истата работа. Врти 20 минути. 20 минути врти зелено. Прво вака му се упалува зелено и не трга едно 2-3 секунди, па му свири тој позади него, па трга да врти. И почиња да врти. И врти. Ти го гризеш воланот. Вториот го гледам зад него, вака воланот го гризе, вака. Го гризе воланот. Ја исто. Коса си кубам. Понатака семафорот зелено. Значи иде вака пред тебе, иде уште некој 10 метра до семафорот, оп, се пали зелено. И логично е човеков да помине зелено светло се. Одеднаш, значи да не внимаваш, оти он иде пред тебе 5 метра 6. Да не внимаваш, ќе се збрцаш позади. Зашо? Затоа што од X причини му текнало да прикочи насред раскрсница. Нема коли, али он прикочува, он или она, небитно. Прикочува и гледа лево-десно, на зелено. Устоење. И продужа. И ти сега знаеш, некад си замаја, некад овој, знаеш, зелено е. Сега нормално е, барем треба да убрза, барем малци или барем у исто брзина да го помине како што возел до тогаш, на 10 метра пред него зеленово се пали. И зелено, рај, джунгла, хлорофил, пролет, небе ти закочуе пред тебе. Кочи и уместо не волан да изгризеш, да можеш нешто друго ќе си изгризеш, ако идеш на јога, и тоа можеш. Овие што не можеме да идеме на јога, заеби. Не идеме на јога. Да не ви кажам X други работи, што се соочувате со нив, си паркирал. Паркинг. Тој застанал за тебе, оние што се редат, нели, која ти ке се нареди шуба у ред кај што е паркинг место, и е на средина на улица што паркираат позади. Ама така се паркирал, да ти не можеш да излезеш. Не можеш да излезеш. Не можеш едноставно. Милион маневри. Понапред 5 сантима, поназад. Понапред. Не, миц по миц. Не, бе, не. Ти да си викаш вака, дијам сега да сум богат некој, се враќам у рикверц. И така го правам салата. Ич не ме... Стојко Вранковиќ не ми чуе. Салата го правам. И му оставам вака број, јави се, кој ти искрши колата да видиш. Толку немање сообраќајна социјална култура, дека некој треба да излезе, застанал, да погледне, може ли овој да помине од тука, може ли овој од тука да излезе, може итно му треба, не дај Боже за некоја работа на брзина.
Фасцинантно. Поготово вака како врне надвор. Живи ми све људи, болje на точа ќе се качам и не знам со шо кидам и у кола да не влезеш. Поготово вака кога врне по булева. Тоа не бива. Не бива. Сега да треба да ги некој да им каже добро зошо возиш 25 на сат, кога ти е дозволено 50. Зошо побогу возиш 25 на сат? Зошто? Некој тргнал се враќа од работа, тргнал дома, ручекот го чека, му се лади, на вечера ќе стигне. Стварно е кретенска работа. Ама знам дека џабе човек да се нервира, едноставно. Не знам, од една крајност од друга крајност иде. Не знам, стварно не знам што да кажам. А иначе, типчето, што на Видиновски пушти слика со пречкртаниот лик на Видиновски новинаров. Демек го чека екзекуција. И истото типче Александар Василев што ми го прати мене писмото што ви го читав со закани по живот. Истиот тип е тој. Тој што ми викаше ако те видам у Благоја, веројатно му кажав може и ќе ме видиш луканкава ако ќе доам да ви ја понудам на пазар. Имаме на луканка многу добро. Можам да ја доам на пазар да ми ја понудам. Истиот тип иначе тој, што пишуваа новинари по портали, кој бил истиот тој мене што ми ја прати поруката. Има уште десетина такви. Колку да знаете со каков народ сме соседи. А тоа не е еден, не се двајца. Тоа се армија на луѓе кои што имаат задача да го прават токму тоа што го прават, да врбуваат овде други луѓе кои што ќе работат за нив, да сеат магла, да сеат страв, да сеат терор. Сега за сега тоа го прават преку социјалните мрежи, преку интернет, преку нивните портали овдека. Ама јас сум сигурен дека многу брзо ќе преминат на поконкретни работи. Пошто, знаеш, еднаш фашист, секојаш фашист. Не можеш да избегаш од тоа. Примитивното у тебе. Не можеш да избегаш. Исконтав една работа. Ова со Епштейн, што објавија податоци дека од Македонија мозоци се носели у Америка. Изгледа бугариве највише ги купуеле. Изминативе 30 години. Оти ти кој ќе ставиш македонски мозок, нормално е да се осетиш македонец, ама нешто од внатре тоа другото потекло не ти дава тоа јавно да го кажеш така, па онда бараш македонците да станат нешто што не се. Најверојатно најмногу корисници на тие извезени македонски мозоци изминативе 30 години биле бугари. Они изгледа на ангор ги купуели, после за тоа се прават проблеми. Тоа е и нус појава веројатно на самата трансплантација на мозок. Кои ти трансплантираат мозок на македонец, а ти не си македонец, една од нус појавите почнеш да ги мразиш македонците. И да бараш од нив да не се кажуваат македонци. Веројатно е тоа причината. Да, треба ова да се испита ова моја предпоставка. Добар сум за вакви предпоставки, кој е шарлатанон у Србија, како се вика тој Бороевич. Леле, човече, тој каков ми е. Абе, нешто ќе се деси, некоја трагедија голема, светска, појаване, например, ќе падне, појаване, мете така, некоја трагедија, реци. Абе, после 2 сата одма го викаат на телевизија и одма има теза која ше поразлична од било каква официјална предпоставка или она било која предпоставка што се врти у медиуми. Одма има нешто зачудно. Замислете. Да. И он име дежурен тамо оваков, како да кажам, разбивач на завери, на заговори. Он све знае. И еби. Јако неговаа теза се изучи. Зашо бе да не е точно шоко? Може он да шарлатан за да изиграва, зашо ја да не изигравам шарлатан? Па ја можам да си кажувам тези разноразни појаване. Ова.
Со тоа што, например, ја да кажеме, не ве учам како треба. Како треба ова, како треба она, како треба да живеете, како треба ова, како треба она, како треба. Секојаш сум презирал една таква работа. Сите тие што мислат дека на сите треба да им кажат како треба, имаат таква патолошка нарцисоидност развиено да е тоа просто неверојатно, да знаете. Секој што има потреба да ви каже како треба. Мислам, почнувајќи од инфлуенсери, лайф коучи што се трт мрто она, значи сето тоа е резултат на патолошка нарцисоидност, на измамност и шарлатанство во исто време. Така да многу не паѓате на тие провокации, на такви типчиња и типки кои што наизглед делуваат многу интелигентни, многу промучурни, многу лукави, они знаат се, они допреле до некои состојби, до некои нивоа на свеста кај што ние обичните не можеме да допреме. Они имаат проблесоци барем по 3 пати у денот, проблесоци на умот кај што гледаат работи што ние обичните не можеме да ги видиме. И тоа се едни такви манипуланти, тешки, ја што викам шарлатани, да тоа просто не се издржува. Само треба малце по овакво порационално да ги да погледнете на нив од дистанца, да не паѓате на све што кажуваат. Не се. Значи, она што сакав да го кажам, да внимаваат нашиве на сите тие провокации што доаѓаат од Бугарија. Она беше добар потек кога провокаторот бугарашки беше избркан од гробот на Гоце Делчев со бугарското знаме. Но треба да бидеме по-брутални при таквите дејства, особено ако има конкретни провокатори. Не треба да нашите власти да зазираат од тоа што ќе каже околината или што ќе каже Европа. Тоа го кажав и вчера или завчера. Значи треба малце по-брутално да ги решаваат тие работи, со веднаш апсење, процесуирање, зашто не протерување од државата, за да им се прати порака на сите во околината и во светот, дека не смеат повеќе да си играат со достоинството на македонскиот народ, никој од нив. Ете, тоа е тоа. Сите очите на цел свет се свртени кон 3 милионите документи што се обелоденети, декласифицирани на Епштајн, па и тука сега има некои дилеми, дали е Епстин или е Епштајн. Ако е Ајнштајн, а не е Ајнстин, онда и Епштајн е Епштајн, да му еба матер. Битно е евреин по потекло. И како што беше неговата конкубина, Гилеспи, како се викаше таа, што исто е во затвор, што заедно подведувала малолетнички, што била една од фактички она главна со Епштајн у целата таа мрежа на сексуални престапници и педофили. А и самата таа беше ќерка на еден медиумски магнат за кој што се знаеше дека е исто агент на израелската тајна служба, како што беше неговата ќерка и конкретно во случајот Епштајн. Сите се во очекување, излегуваат ненормални, мислам, многу неочекувани информации за многу инфлуенсерки, така наречени старлети, да не кажам курви, од регионов, кои што се познавале лично со Епштајн, со кои што веројатно имале некој нати го дајме, го учествувале во таа набавка и дистрибуција на сексуални робинки, како сакате кажете ги, малолетнички и нешто постари малолетнички, многу млади и нешто постари малолетнички. Моje мислење е дека
дека скандалот со мозоците кои што се извезувале од Македонија, дека нема да биде единствен, во кој што ќе се спомне името на нашава држава. Тука се правени многу други експерименти, да не кажам нелегални работи во 90-тите, па и после тоа, за кои што ја на времето сум имал некои информации од некаде, и дел од тие информации сум ги кажал у моите романи, да кажеме, но јас сум ги прикажал од аспект на пародија, на сатира, на шала, на смеа. Но, читајќи на времето многу книги, налетував стварно и на многу интересни податоци за тоа све што е праено од дека 90-тите и после 2000-тите години, првата декада, па не знам ова, за кој што никогаш до тогаш, па ни до сега, немавме чуено да некој го обелоденил една таква информација, да кажеме што објавил некој германец во некоја негова книга, или некој италијан, или некој не знам кој. Ја ке налетав на таква информација, бев шокиран како нашата јавност години после тоа, еве до ден денеска нема некои информации за кои што нема официјални информации, да кажеме за тоа на времето кај што најдов еден овакво италијанец кај што пишуваше дека многу отровен отпад, што и да подразбирате по тоа отровен е носен во Македонија во 90-тите години, веројатно имале некој нати го дај ми го, значи штетен отпад. Дали бил радиоактивен, не знаеме, или anyway. Тоа се подразбира во тоа, дека ако имало мозоци, имало и можеби некои други органи кои што се продавале, на мртво или на живо, дека имало и други ланци за човечки робови, белоробија, како сакате кажете го тоа, кои што поминувале од овде, па преку Косово и оделе не знам каде, за хероин, за такви работи да не збориме, за тие рути. Еве докази дека вчера нашата полиција фати 27 тони наркотички средства. 27 тони. Тоа е навистина е бројката импозантна. Но ги откри, да видиме се што ќе се случува понатака. Сакам да ви кажам, овде многу луѓе правеле тајни договори со некого, крајно нелегални, крајно штетни по граѓаните што живеат оваа држава, за кои што уште не се збори, и се надеваме на една ваква протекување на информации во светот поради X причини, па за да се обелодени таа информација, па тогаш дури наше обвинителство да покрене. Демек до сега никој ништо не знаел, а најверојатно е дека многу луѓе знаеле изминативе 2 декади за многу работи, но очигледно им одговарало да се молчи, да се ќути, да се туркаат работите по тепих, затоа што некој веројатно многу заработувал. Да се надеваме дека сега многу работи поврзани со таа наша би рекол по-современа историја, ако може така да се каже терминот, дека ќе се откријат многу ствари, да не зборам за шверцување на оружје од наши касарни, што се случувало во 90-тите години, за вамо, за тамо, Значи, некој да земе да го чисти оно што е пикано под тепихов, дека ја мислам дека дрисла ќе биде мала да го собере тоа ѓубре, што е тука дозволувано и што е правено на сметка на тоа некој да се обогати на штета на екосистемите во Македонија, на штета на здравието на граѓаните и X други работи. Од таа причина, викам, гледате, ништо што било скриено не останало скриено. Ќе дое време, ќе дое ден, индиректно ќе се дознаат многу работи за многу нешта. И ја верувам дека тоа ќе биде така. Дали времето или временскиот тек кој што ќе помине до тие откритија
ќе направи да се однесуваме кон нив крајно индиферентно, тоа зависи и од нашиот менталитет, и од властите, но редно би било сите вакви големи откритија скандали, што ќе произлезат и понатаму, редно ќе биде да се расчиста до крај, иако чисто се сомневам дека ќе дојде до тоа, затоа што се уште има веројатно живи луѓе актери во тие криминални трансакции, криминални договори, на кои што многу моćни актери, на кои што се уште им одговара работите да останат забошотени и турнати под тепих. Искрено не верувам дека ќе има тоа некоја разрешница, ова со мозоците, затоа што ви реков, има се уште живи актери кои што учесници у таа работа, на кои што апсолутно не им одговара расчистувањето на крај, но ние као македонци секогаш сме чекале некој друг да подрасчисти нешто, па ние тогаш да тргнеме, па може и некој друг ќе тргне нешто да подрасчистува на таа тема, па може тогаш ќе се сетиме и ние да расчистиме до крај. Но да видиме. Моја интимна желба е нашите сами да повлечат некои многу работи, да се извадат од под тепих многу чудовишта, или ако сакате од орманот да се извадат многу костури, за работите да ни станат појасни зашто ни се случи ова, зошто ни се случи ова што ни се случува, и кој се учествувал во тоа, во таквите дејства нелегални, со кои што сериозно го загрозил и здравието на граѓаните во Македонија, и статусот и еднината на оваа држава. Да видим.